Ако на религијата се гледа како на чувар на етничкиот идентитет, тогаш е јасен стравот ке кандидатките за членство дека со влезот во Европската Унија ќе биде намалена можноста за практикување на религијата и истакнување на символите. Надвор од нејзините граници, Унијата ја следат и стереотипи дека во нејзините земји членки многу полесно се промовираат права спротивни на традиционалните и конзервативните вредности, како хомосексуални права, полова еднаквост, секуларизација на јавниот простор. И во втората деценија на 21. век се уште постои стравот кој води корени од минатите времиња, кога некои религии и верувања, различни од домицилната на една територија, биле непожелни и забранувани. Можеби затоа, некои верски групи често прават паралели со тоа време, не познавајќи го доволно концептот на одвоеност на државата и религијата. Луѓето ги сваќаат верските символи како дел од нивниот идентитет и символ за зачувување на особеноста во етничка и во културна смисла. Затоа и голем дел од нив се сметаат за религиозни и ги поддржуваат традиционалните вредности. Токму поради ова, голем број на граѓани не го разликуваат верското од секуларното. Проблемот се продлабочува и со секуларизацијата на јавниот сектор. Се почестите барања за воведување на верско образование и символи во училиштата, благословувањето на јавните буџетски проекти и слично. Комплетна имплементација на слободата на избор е едно сосема ново поглавје. Што ќе се случува по влезот во европското семејство кое обединува различни религии и верувања и притоа и ја дава опцијата за слободен избор. Еве како на тоа гледаат граѓаните. Не познавам многу од другите религии. Да се почитува, да се поштова, мислам, меѓусебно почитување да имаме ние како народ, како луѓе, така. И да почитуваме сите верски празници, мислам така. На својата вера ги празнувам така по обичаите како што се, а оние ги почитувам за да им ги честитам на моите комши и луѓе кои што живеат со мене. Имате ли пријатели од други религии? И тоа многу добри. И ви ги честитаат празниците? И секако преполно ми е телефонот и лични и дома и јас одам и тие доаѓаат. Секогаш сум одела и на Великден во црква. Доживување ни било секогаш да оставиме јајце во петок во црква, облечени во ново и така натаму. Мислам дека религијата е важен дел од животот на мнозината граѓани, дури и оние кои што не се верници, кои секојдневно и редовно одат во црква, затоа што не потсетува на човечки особени доблести кои што се важни во секојдневниот живот. Така што се надевам дека малку повеќе ќе се свртиме кон на вистински духовното во црквата, а не само во појавното. Од секогаш од кога знам, потекнувам од семејство кое што верувало и ги слави православните христијански празници. Сметам дека верата има многу позитивна димензија, доколку се свати во незината суштина. Секоја вера, мислам дека незината суштина е многу позитивна и полезна. Особено со Република Македонија е силен одблесокот на мноштвото на религии. Дозволете да кажеме дека сме една од ретките држави во Европа која во членот 19 ги има 5 верски заедници најголеми внесени во Уставот, што значи дека тие сами по себе се одредена група на приоритети, дека се признати на највисоко ниво на државата. А од друга пак страна тоа значи еден одреден мултиконфесионализам, но и одвоеност од државата, што не значи дека напротив државата не помага во нивната меѓукултурна соработка и меѓукултурниот принцип што го имаме. И сега на ова големо македонско поле, вие ќе видите дека од блесоци имате од 14, 15, 16 век до 19 џамии кои се исклучителни се во составот на културното наследство и обратно имате амами, чифте амам, Даут Пашин амам и така натаму кои се исто така од време на Отоманската империја, но во сите светски библиографии се урнек за едно големо културно наследство. Средновековната уметност со црквите, значи од 13 до 19 век, се исто така една голема културна мапа на Република Македонија во светот, но тука не престанавме. Значи Република Македонија направи еден силен пресврт во делот на културата со отварањето на меморијалниот центар на Холокаустот и на жртвите од евреите од Македонија.
Да појдете во било која канцеларија, имате верски символи, без разлика дали тоа е орган на државата, дали е високообразовна институција или индивидуално. Меѓутоа, чувството е дека секој има право на изразување на сопствената вера, тоа е и во законот на нашиот закон, дека може на било кое место и има право на било кое место. Се разбира тоа да не биде, тоа е мое лично чувство, да не биде пренагласено. Бидејќи длабоко сметам дека религијата е чувство кое се негува одвнатре. Таа не е показна. Таа не може да се покажува ако имате премногу крстови или ако имате некакви други символи во канцеларијата или фотографии. Секоја верска заедница прави онолку храмови колку што верниците имаат потреба од тоа. Ми се чини дека се повеќе луѓето во селата и во урбаните средини имаат потреба од градење на верски храмови. Едноставно го чувствуваат тоа како некое свое молитвено катче. И она што јас го наблюдувам е дека луѓето и во населбите велат да, ние сакаме да имаме црква, бидејќи сме голема населба, не можеме да одиме во централната црква и сакаат да имаат тука. И обратно, луѓето во селата, значи без разлика дали има 10 луѓе од исламска вероисповед, тие сакаат, имаат потреба да имаат џамија. И тоа не е страшно, доколку верската заедница има достатно доволно чувство да даде дозвола ако има потреба на таква позиција. Не да се гради заради бројот и градбата, да се брои дека има толку џами или дека има толку цркви или дека толку има од друга типологија цркви или синагоги или не знам што. За жал во Македонија се случува страф од радикалните струи, од влезот на радикални пари кои најчесто доаѓаат од Саудиска Арабија, и тој страф не треба ние никој да го минимизираме. Напротив, сите државни институции треба да бидат силно будни кон тие пари што влегуваат и кои не се наменски за вистинските верници, туку се напротив за оние радикални верници, струи како што беа вехабитите во Босна, што се појави и во ред други места во Европа, и треба да бидеме навистина будни во тој дел да не се случи немили настани од типот, нели, вие верниците, вистинските и муфтиите излегувајте, да влеземе ние да ја практицираме петочната молитва во џамиите, и тогаш тоа е многу непријатно и крајно немило за верниците. Па верска толеранција, мислам да. Повеќе отколку политичка. Заедно не празнуваме, а ни ги честитаат, да. Имате доста пријатели од другите религии? Па не многу. Следствено на ова може ли да се каже дека во Македонија постои верска толеранција? Па не сум баш сигурна. Јас мислам дека Македонија и покрај сите ризици и тешки периоди ја зачува верската толеранција. Се разбира дека ќе има луѓе кои што ќе сакаат да стимулираат верска нетрпеливост, меѓутоа во Македонија тие се многу слабо малцинство. Имаме и од муслиманската и од католичката вероисповест, значи се дружиме со нив, си ги честитаме секојаш празниците, со многу и тоа, не малку, со многу луѓе. Стотици пораки на честитки, значи имаме за Великден, па јас им честитам за Бајрам, за католичкиот Божич, за нашиот Божич, за католичкиот Великден. Значи ние сме еден пример кај што навистина повеќе религии опстојуваат на еден простор. Албанија е можеби една од најспецифичните балкански земји кога станува збор за религијата, нејзиното практикување, како и карактеристичните символи. Некогаш била доминантно римокатоличка, денес е доминантно муслиманска држава, што ја прави уникатен пример, каде што во една држава етничката позадина не е експлицитно врзана со религијата, така што на неа не се гледа како на посебен дел од етничкиот идентитет. Секако, и периодот додека Албанија била под комунистичкиот режим, придонесол многу за посебната перцепција кон религијата. Sa shpeja pjesë e rëndësishme e jetës tuaj? Pak. Shumë pak. Për mendimin tim është nuk e kam shumë të domosdoshme që të predikoj në një fe të veçantë. Thjesht. Besoj në një Zot. Atëherë është për mua paktën për mua personalisht është shumë e rëndësishme, besoj shumë domethënë në Zot. Dhe mendoni që shqiptarët janë të hapur ndaj feve të tjera që janë në vend? Si të hapur? Domethënë që nuk kanë problem të kenë marrëdhënie me njerëz. Jo, jam shumë i pranojnë të gjitha fetë, jam shumë të hapur ndaj këtij fakti. Nuk është problem trisht me një person të fesë tjetër.
nuk do ketë dallim këto, mos e marrë do lëfsa po katalisht, nuk do ketë dallim këto. Ne do jemi gjithë njerëz komshi shqiptare, të duhet njëri tjetrin, shkojmë vllaj me vllajin, motën me motën. Edhe s'ka problem. Shumë ajo se e the pas e marrë janë fe katoliko, fe ortodoks. Faleminderit. Shkojmë gjithë marrë, shkojmë gjithë mirë, të duhet njëri tjetrin, të afrojmë edhe të animojmë pra s'ka kena mundësi. Me thënë të drejtën nuk besoj. Mendoni që shqiptarët janë tolerantë ndaj feve të tjera? Po patjetër, përderisa gjithë fetë jetojnë në harmoni me njëra tjetrën, besoj se po. Косово пак со преку 90% е доминантно муслиманска држава и тука силно е поврзан етничкиот со националниот идентитет. Српското малцинство на Косово, православните цркви, исто така ги гледа како столбови на сопствениот етнички идентитет на Косово. Целата оваа ситуација води кон користење на религиозните символи во силни политички изданија. Жестоките немири и локалните конфликти уште повеќе го подгоруваат мислењето за Косово како силно поларизирана и цврста муслиманска држава. Ka një mënyrë, mund të them, shumë origjinale se si praktikohet religioni në Kosovë. Për shkak të rrethana në Kosovë dhe për shkak të qenit si një etni ndryshe në ish Jugosllavi, ka arritur që të ketë një afri ndërmjet qytetarëve shqiptar, ndërmjet dy religioneve predominuese në Kosovë, muslimanizmit dhe katolicizmit, ku shpesh kemi parë që muslimanët kanë shkuar në kisha për festat religjioze të katolikëve dhe anasjelltas. Kështu që duhet parë si fare të ndryshme, pavarësisht analizave që edhe ju mund të keni drejt se ka një element që ka rezerva për shkak të fesë për aderimin e Turqisë, është ndryshe një popullat 80 milion që sikur të afroj me një organizëm që është i predominuar nga krishtenizmi dhe një vend që është shumë afër dhe inkuadruar faktikisht krejt në Evropë, siç është Kosova, me një popullat rreth 2 milion, pra është një faktor absolutisht i parëndësishëm çështja e fesë dhe aderimet në BE. Nëse Kosova do të ketë probleme me aderimin në Bashkimin Evropian, këto probleme mund të jenë vetëm për shkak të politikës, pra ne e dim se sot 5 vendet të Bashkimit Evropian ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe probleme të procedurave teknike me udhërrëfyesit për të plotësuar kushtet drejt aderimit në Bashkimin Evropian dhe asnjëherë nuk vlerësoj se do të ketë diçka siç është religioni që do të bëhet pengesë. Dhe mbi të gjitha vlerësoj se nuk do të ketë fare pengesa që Kosova të bëhet një ditë dhe atë shpejt në një të ardhme të parashikueshme antare me drejta të plota Bashkimit Evropian. Po feja është e rëndësishme shumë në jetën time, do të thotë, unë fejnë e praktikoj sikur kur jam kohë të lirë, do të thotë, jashtë punës, jashtë shkollës, e praktikoj sikur kur jam punë, ashtu edhe në shkollë praktikoj fejnë. Do të thonë, praktikoj obligimet fetare, cilat janë zbritur, do të thotë, sipas Koranit dhe Sunetit. Feja në jetën temë është krejt çka është. Tjetër s'ka, as vjen pasunia në pyetje, as vjen kur gjë hiç, veç Allahi edhe feja. Tjetër s'ka, edhe në Kosovë ma shumë ka qasin njerë që besojnë Zotin edhe në fe. A e respekton dhe fe tjera e... Po, edhe në Edhe tonën e praktikon, po? Këto e me në praktikoj, tjerë të respektoj. Nuk jem punë jasë në fe, Окей. Според словенечкиот устав, постои стриктна поделба меѓу црквата и државата. Веронауката во јавните училишта не е дозволена. Според анкета спроведена од Галуп, 59% од граѓаните на Словенија се изјасниле дека религијата не представува значаен дел од нивниот живот, иако 70% кажале дека ја почитуваат католичката вероисповед. Меѓу 25 и 30% се оние кои што ги почитуваат принципите и символите на католицизмот. Зошто е тоа така? Mislim da nije nujna stvar, da je bolj stvar izbora kako od posameznika koliko sam želi. U Piranu imamo 8 crkve, a za to imamo tu. To veliko gore crkva, to je Svetega Jurija, ali za tiste, ki gredo maše, je dovolj ena mala crkva. Ne je dovolj. Ker ljudi ne hodijo več k maše, samo stari ljudi hodijo k maše.
Не. Заради, а гредо само заради забаве, да се среќају, да се мало поговорио, а ту е религија, ни веќе тако помембна. Šta ja znam, ja to ne bi vodio, to ste isto ko za vrijeme Juge dostane, ne? U Sloveniji to pre nije bilo kad su moje dve čerke išli. Prihvataju da ima pravoslavna crkva u Kopar i u Ljubljani isto. Samo nema islamske one džamije tu u Sloveniji, ne? За Грција постои мислење дека е едно од најрелигиозните општества во Европа. Грчката православна црква има формално и суштинско значење врз општествениот и политичкиот живот. Незините свештеници ги благословуваат сите парламентарни избори, како и прогласувањето на секоја нова грчка влада. Грција е единствената членка на ЕУ без крематориум. Факт што се должи на влијанието на црквата, која е еден од главните противници на забраната распетието на Исус да биде поставено во државните училишта. Одлука која е наложена од страна на Европскиот суд за човекови права. Синко, многу работи се случуваат на овој свет. Луѓето се постојано во искушение. Знам, попе, знам, се држам. Слушај, синко, мораш да внимаваш на себе. Мораш да се приклучиш кон војската на Семокниот. А да, па јас веќе сум во војската, оче. Па како тогаш јас никогаш не те гледам, освен на Божик и Великден? Затоа што јас сум во тајната служба.